5 застрашувачки митски чудовишта со кои не би сакале да се сретнете. Под 5. Монголски црв. Легендата за овој морничав црв потекнува од пустината Гоби во Монголија. Иако видувањата често се сомневаат и оспоруваат, локалното население останува цврсто на ставот дека ова суштество е таму и постои. Ова суштество е масивен црв во должина од 2 до 5 стапки, кој плука киселина и плука струја кон своите жртви. Ако сте доволно несреќни да се сретнете со овој црв, веројатно нема да доживеете да ја раскажете приказната. Со толку многу начини на отстранување на жртвата, ова е едно од поопасните суштества на списокот. Дури и без електричното зјапање и киселото плукање, жиновскиот човекојаден црв се уште е нешто што прави кошмари. Под 4. Леши. Леши е попријателско митолошко суштество од некои што наликуваат на господарот на прстените. Со потекло од словенските преданија, овие суштества се сметаат за заштитници на шумите и изгледат дека се дел од животинско, а делумно и од растение, со опашка и копита на животно, со влакна и направени од винова лоза и трева. Тие може да ја променат својата форма и големина и да користат дрвена палка за заштита. Тие делат сродство со големите предатори на шумата, кои исто така им нудат заштита. Од овие суштества може да се слушнат гласни плачења, но познато е и дека ги имитираат гласовите и звуците на луѓето. Може би не се агресивни, но ќе бидете непријателски настроени доколку ве фатат, како им пречекарувате во домот или во нивната територија. Под 3. Чупакабра. Овој ѕвер е меѓу најновите митолошки суштества, а првите извештаи дојдоа во 1995 година. Приказната потекнува од Порто Рико, каде што фармерите ги наоѓале своите кози и друг добиток мртви, со вампирски рани и недостаток на крв. Извештаите од прва рака го опишуваат суштеството како мала мечка со гради и шилци кои штрчат од дрветот. Од тогаш видувањата и слични извештаи се преселиле на копното низ Америка, што се сугерира дека суштеството почнува да се размножува и станува се повеќе разноврасно. Уште почудно друго суштество, наречено Сигбин на Филипините, има неверојатна сличност со извештаите на Чупакабра. Под 2. Бахтак. Го знаете тој сон кога сте голи пред сите соученици или на работа, што е сона каде што сите забити паѓаат од глава. Во персиската митологија овие соништа како нив се обвинуваат за суштеството наречено Бахтак. Ова невидливо суштество седи на градите на своите жртви, претворајќи ги сладките соништа во кошмари и во некои случаи предизвикувајќи парализа при спиење. Ова треба да им го олесни умот на исплашените деца кога ќе налетаат навечер во собата на нивните родители. Не грижи се, тоа беше само сон предизвикан од невидливо демонско суштество кое седи на твојот стомак додека спиеш. Под 1. Понтијанак. Со потекло од Индонезија, преводот на ова митолошко суштество е жена која умрела при породување. Понтијанак личи на сирени од грчката митологија, само многу побрутални. Тие се убави жени и своето присуство го најавуваат со звук на бебе, кое плаче. Како што се приближуваат, звукот станува послаб, додека веќе не можете да го слушнете звукот и не е предоцна да избегате. Понтијанак е плен на мажите, а ако ги погледнете директно, ќе ви ги извадат очите своите жртви по мирисот на облеката додека висат надвор, за да се исушат навечер. Поради оваа причина, суверените жители ги внесуваат перените алишта внатре, на првиот знак на темнината, дури иако се уште се малку влажни.